Многу минудва со своите утрински ритуали утрово и нели она кое што е наш добар рецепт за почеток на денот, а ние често сакаме да ги слушаме токму таквите утрински ритуали и оние навики кои што ги имаат нашите пријатели. Па се потсетивме на она кое имаше да ни го каже Денис Јанкуловски или добро познатиот космонаутко, како и Тиберија Кирјас, председателот на Буба клуб Македонија, оние кои што добро ви ги познаваме, а и честопати знаеме да ги видиме во утринска нателма. Време е за нашето утринско будење и во следните минути, како што рековме, се поврзуваме со исто нашата пријателка или нашите пријатели од Силви Бенд или конкретно Силвана Мучик. Плевнеш? Утрово во овие ранни утрински часови и претпоставам дека само одбројуваме ситно можеби до нивниот ревијален настап кој што ќе имаме прилика да го проследиме секако на 25-ти Ацо Шопово Штип, познатата сцена каде што се одржува и годинава Макфест. И многу ни драго што во оваа ревијална всушност вечер токму Силви Бенд ќе ја дела сцената со уште мал милион други групи и артисти кои што меѓу другото имале своји награди за интерпретации или пак најголеми хитови, ама ќе се потсетиме, а особено е значена оваа година за Силви Бенд бидејќи тие на 31 јули, 35 години прославија секако со своите фанови постоење и тоа во Антучкиот театар, ако не грешам. Силвана, добро утро од целата екипа на Утринска нателма. Се надам дека добро и во ред не слушаш утринава. Добро утро. Добро утро, јас се слушам одлично. Се надевам дека и вие мене ме слушате. Супер. Навистина, рано утро, еве, ако веќе зборуваме за ритуали и слично, мене не ми е навика да станувам вака рано, но... А се прашувавме со Ивана, како станува можеби Силви Бенд? Не станувам, обично станувам малку подоцна, но, еве, за вас го направив ово исклучок и е многу драго. Се надевам дека сте добро, дека имате добро утро, веќе сте вредни, работни и баш ми е драго. И се да знаеш дека... Имате убава тема денес. Имено, баш така. И убава тема е особено дека и сега во случајот и со тебе се поврзуваме. Не случајно ги имаме, да речеме, овие вклучување последниот период, некои од артистите и од помладите, па и од оние кои што сте вистински ветерани, кои што оставаат белег на нашата и во случај Макфестовска сцена. Убаво е да го испопуларизираме, можеби Макфест е единствениот фестивал кој што направил најдобра промоција на македонската музика. Пред некој период ти и јас баш се потсетивме на оваа сабота добивки без работа и веднаш потоа се случува понудата од почитуваниот, за жал сега веќе покоен Драган Вучич, оваа песна да ви ја понуди и ете го моментот кога го имаме Джокерот во рака, една песна која што на некој начин го промовира Силви Бенд на поинаков начин. Навистина, знаете како, таа понуда нам од корен буквално ни го смени комплетниот музички пат, би рекла. Да ви кажам колку го почитуваме Драган Вучич, колку ни беше добар колега, колку се дружевме претходно, колку неговото дело уште во тоа време како музичар, бидејќи исклучително добар бас-гитарист, Владко и јас често бевме гости на неговите настапи и тој самиот кога го слушна како ние музицираме, веќе ни беше почитувач, така да претпоставувам дека така уследи неговата понуда за моето изведување на неговата композиција на Макфест. Така да, ангели ме носат, не ни сонував во тој момент дека толку значајна композиција ќе биде во мојот живот, во мојата кариера, во мојот музички пат. Се случи, тој еден спој на одличен текст, фантастична композиција и мојот вокал, кој што уште на самото снимање во тогашно студио на Македонско радио и телевизија, каде што колегите на самото снимање се сеќаваме и Љупчо Мирковски, веднаш реагираше на самото снимање, рече, а ова ќе биде сигурно наградена со некоја од наградите тогашни. Знае Љупчо Мирковски да процени, така е. Да. А и мојот елан и моите чувства и комплетно моментот беше навистина посебен, така да сето тоа се спои и имавме и таа среќа, малку и деликатно до душе, кога имате на самиот
почеток на кариера таков голем хит, кој што отприлика и ги засенува сите други кои што доаѓаат во меѓувреме. Тоа е многу убаво, но е и во исто време Одговорност. Одговорност да потоа мора да уследат композиции кои што најмала рака ќе бидат така добри. Да, Силви, оно кое што ние и со Марко на почетокот го споменавме е дека оваа песна навистина не враќа назад во детството, заради тоа што нели тие се годините кога и всушност беше оваа песна хит, тоест и се уште е, но кога ги слушаме вака овие хитови, од времето некако ни ги враќаат спомените и вела дека ниедна соработка не е случајна и очигледно оваа песна или овој успех е доказ за тоа, ама видиме дека и времињата се менуваат. И на музичката сцена исто така постојат многу промени, многу трансформации, како исто самиот Макфест кој што го прави својот јубилеј наскоро, но каква е, да речеме, од ваша перспектива, твоја и на Владко или на Силви Бенд генерално, за тоа какви предизвици вие поминавте, односно како ги чувствувавте промените на музичката сцена, бидејќи доволно добро може да кажете со оглед на 35 годишното постоење? Да. Знаете, во наше време постоеше начин како се доаѓа воопшто до место на музичка естрада и до ова. Треба да го заслужите просто. Нели, постоеше начин за тоа. Требаше да се докажете, по тоа време обично тоа бе фестивалите, пред се Макфест, потоа беше Битола, Интерфест, па Скопскиот фестивал. Владко и јас настапувавме и на сите околни фестивали во нашата некогашна бивша Југославија. Па потоа не представувавме нашата земја, представувавме и надвор од бившата Југославија. Например, фестивалите во Бугарија, Златни Орфеј, каде што исто бевме наградени, па на Месам и да не ги набројувам. Меѓутоа, во меѓувреме нели се случи интернет и можностите кои што исто ги дава и е навистина многу полесно да се дојде и до етер и до медиум и до тоа да ве така и да ве видат многу луѓе, нели. Се случи и многу инстант композиции, изведувачи кои што не траја долго. Меѓутоа добро. Секое време ги носи своите работи, се случија и нормално голем прогрес во самата музика, во самите жанрови, што е исто еден логичен и нормален след на времето. Така да, во сето тоа, Владко и јас некако успеавме да се одржиме и да траеме и да имаше, мислам, имавме таа можност да го одржиме тој некој континуитет на обстојување во една убава линија. Да кажам дека немавме падови и слично, некои осцилации, него константно бевме тука. И многу добро кажа Нова, со оглед на тоа дека нели предизвиците се случуваат на македонската сцена на ваков или онаков начин, меѓутоа вие сте баш како што кажа и самата можеби пример, дефиниција на една конзистентност и континуитет сиве овие години. Некаде пред да се одјавиме, Силвана, кажи ми, 25-ти чинам дека беше датумот кога ќе имате прилика да ја подсетите публиката, да евоцираме заеднички спомени, да направиме една реминисценција, како велиме, со Ангели ме носат, на 25 октомври, тоа е во сабота вечер. 25-ти, да, тоа ќе биде ревијална вечер во која што ќе учествуваат нели сите наградувани композиции. И да, јас со голема онака некоја носталгија секогаш се навраќам на тој Макфест, бидејќи ми буди убави спомени. Ќе настапиме со Ангели ме носат секако, иако имаме многу композиции кои што ги изведувавме на овој фестивал, но ќе настапиме со Ангели ме носат и еве веќе се слушаме со колеги кои што ќе дојдат, кои што ќе настапуваат исто така. Веќе се радуваме на дружењето, бидејќи тоа е оној убав дел кој што нас не врзува за Макфест, самото дружење, бидејќи музиката нема граници и е уметност која што оплеменува и таква треба и да остане и само такви емоции треба да буди кај нас. Така да е пријателство кој што настана на Макфест пред многу години, уште 90-тите години, еве во мојот живот трае се уште.
се уште ги негувам со некои мои колеги. Така да, на 25 еве, се радуваме сите однапред за дружењето и подсетувањето на оние убави numери кои што стана Evergreen македонски. Така е, музиката секогаш дава сила и енергија и тоа ќе биде навистина добро да се види и да се ужива во сето тоа. А ние имаме уште некоја минута, Силви, за да може да го спомнеме и оној дел кој што веројатно дополнително дава енергија во животот и ја полни душата, а тоа е внуката, која што верувам дека ве радува во овие моменти. Скоро колку би требало да има, 1 година, ако беше информацијата или бавата вест соопштена лани, февруари, што значи дека колку има сега? Годинка и нешто? 20 месеци има Малика и е прекрасно, среќно, весело, ведро, темпераментно дете, кое што јас буквално веќе не можам да дишам без нејзиниот глас и смеењето. И мене, верувајте, секој ден ми поминува во бескрајна игра и смење и скокање. Јас се вратив во моето мајчинство, може да кажам слободно. Да. Иако сум нана, но верувајте, нема ништо поубаво. Им посакувам на сите на овој свет еден ден да си дочекат, затоа што и мене така ми велеа некогаш, ќе видиш како е убаво кога ќе имаш внуче и навистина е така. Поинаква е љубовта, да. Благослов. Да, многу ми е драго што во овие утрински часови, пак ќе кажем, направи преседан исклучок да се вклучиш во утринската на филма. Посакуваме овие 35 години да се множат како јубилеи, настапите на Макфест да не изостават можеби повторни понатаму од агендата на Силви бенд и она што се случи летово можеби на Античкиот театар во непосредна близина на нели куќата на родното место на твојот сопруг Владко, да го поздравиш. Се надам дека повторно ќе ни донесете магија, да не поканите на некој нов концерт. А тебе ќе ти посакаме секако и на целото семејство уживање, особено со внуката, и се гледаме на Макфест оваа сабота. Јас ви благодарам. Имајте убав ден и ве сакаме многу. Обострана е љубовта, да знаеш, обострана е прегратки и љубов до нашите Силви бенд, кој што годинава заедно со Макфест слават 40 години, тие 35.